Добро вечер, Свети Николе, добро вечер, членови, симпатизери и активисти на ВМРО ДПМН. Дозволите ми на почетокот прво да искажам задоволство што ја гледам вака во голем број. Секогаш кога доаѓаме во Свети Николе, ова сала е исполнета до последно место, секогаш има луѓе што стојат, што значи дека партијата овдека функционира одлично и се надеваме дека така ќе остане и во иднина. Работата на секоја општина, почитувани светиниколчани, е како работа во сопственото семејство. Значи, за да се врши таа работа одговорно, човек треба да знае добро да испланира, да ги намери потребите на сите во семејството, малку да се прилагоди према тоа што се приходи на општината, но сепак да се движи кон една визија за тоа што сака сите негови членови на семејството, во овој случај сите членови на една општина, да се развијат и како да ги задоволи сите нивни потреби. Мислам дека ВМРО ДПМН досега демонстрираше не само во општина Свети Николе, туку во сите општини каде што е има освоено власта, како треба да се води една општина, како треба да се работи одговорно и мислам дека успеавме да дефинираме и нови начини на функционирање во политиката. Едноставно се промовираше систем на вредности, каде што прво е потребно да излезете пред луѓето, да им ветите напишано што е она што ќе го правите, тоа да го строчите во една соодветна програма, да ја напишете, таа да отпечатите, да ја поделите, едноставно да си го врзете зборот, да го дадете зборот, што е оно што ќе го направите. Понатаму, напорно да работите, значи да дадете се од себе, да формирате квалитетен тим, да работите отчесно, честно и транспарентно и за тоа на крај да си дадете и отчет. Тоа успеавме да го направиме неколку пати и на централните избори, во функционирањето на централната власт, го правевме тоа и во функционирањето на локалната власт. Токму од тие причини ВМРО ДПМН веќе 6 циклуси изборни поред, дали се работи за председателски, дали се работи за парламентарни или за општински, ја добива довербата на народот и верувам дека истото ќе се случи и овој пат. Она што е различно е дека нашиот најголем политички конкурент СДСМ во овој момент одлучи да ги бойкотира изборите. Тие се свесни дека ќе ги изгубат изборите и сега се наоѓаат разни изговори зошто не треба да излезат, меѓутоа сепак на крај секој оној кој претендира да има власт, власта се знае како се освојува, мора да се излезе на гласање, мора да излезете пред луѓето, да се соочите, бидејќи токму е логиката на самиот збор избори, да изберете помеѓу оние опции кои ви се понудени, што е она што е најдобро. Ние веруваме дека она што го нудеше ВМРО ДПМН во изминатите 6 години, она што го нудиме сега, повторно представува најдобар избор од она што може да се направи во Македонија. И сосема сме сигурни, независно и тоа дали ќе излезеше и немаше да излезе како што одлучи од СДСМ, дека ние ќе освојувавме победата во најголемиот број на општини на Република Македонија. Овие избори се случуваат навистина во тешки економски времиња, се случува економска криза во цела Европа. Многу скоро очекувам и некои од земјите на Европската унија да надминат и Македонија во стапката на евработеност, иако кај нас реалната стапка на евработеност е пониска од онаа што се пријавува, но сепак функционираме во време на тешка економска криза. Владата успеа во овие години и покрај тоа што не успеавме сите потреби на граѓаните да ги задоволиме, тоа едноставно е невозможно, но успеавме во голема мера да го заштитиме народот од негативните ефекти на кризата. Во голем број на држави за време на последните 2-3 години имаше отпуштање од работа од државната администрација, намалување на платите, намалување на субвенциите, зголемување на даноците, намалување на пензии, на социјална помош, се она што се придобивки на граѓаните кои што доаѓаат од страна на централната власт во најголемиот број на држави им беа намалувани. Во некои држави, некои од банките отидоа значи во стечај, па луѓето ги изгубија заштедите, во некои држави имаше девалвација на валутата. Ништо од тоа, ништо од овие негативни ефекти во Македонија не се случија. Не успеавме со интензивна работа, со поддршка на премиерот Груевски, на целиот економски тим, да направиме економски политики кои што се можеби меѓу најдобрите во светот во овој момент. Не е случајно што сите економски експерти, оние кои што доаѓаат во Македонија, кои што се светски имиња, велат дека Македонија е еден од ретките примери која знаеше како се справува со економска криза.
За жал, имавме ние многу подобри идеи, поквалитетни идеи како да оди Македонија многу понапред, но наистина тоа е тешко да се направи во состојба кога во светот владее толкава криза. Успеавме да задржиме стабилноста, тоа е она што е најважно, и сепак покрај тоа се успеа да се направат огромен број на реформи, подобрувања, инфраструктурни проекти, но за тоа нели во некоја друга прилика во повеќе детали. Се разбира, треба да се спомне она што се правеше во земјоделието и што продолжуваме да го правиме. Значи, токму во овие години на криза не ги намалувавме субвенциите, туку тие продолживме да ги правиме на уште повисоко ниво. Тие се оваа година на рекордно ниво од 135 милиони евра. Но денес не сме тука собрани да збориме за централната власт, денес сме тука собрани да збориме, да го промовираме нашиот кандидат за градоначалник, но мора да кажеме и неколку збора за постоечкиот градоначалник. Сепак во негово време се исполнија голем број на проекти. Мислам дека во отчетот што тој го даде може да се види што значи да се дефинира еден нов стандард. Сепак би го оценил како најуспешен градоначалник на општина Свети Николе до сега. Владата помогна во реализација на голем број од проектите. Нема да одам во детали, но некој пат во политиката се случува и тоа да партијата од низа на стратешки причини одлучи дека на одредени позиции потребно е да излезат нови луѓе. Таква одлука падна за Свети Николе, но тоа не значи дека сме незадоволни од работата на Роберт Георгиев. Сметаме дека изврши добра работа и затоа би сакал да му се заблагодарам и еве да му патиме наплауси на него. Сега неколку збора за Зоран. Со Зоран се знаеме веќе скоро 4 години. Верувам, сме се гледале на влада доста често, сме имале интензивни дискусии, интензивни дебати. Верувам дека тоа така ќе продолжи во иднина, но во целиот тој диалог не само јас, туку речиси сите членови на извршниот комитет се уверија дека станува збор за човек кој што ги рефлектира, ги символизира на еден начин вредностите на ВМРО-ДПМН како партија, вредностите на една демокристијанска партија, но тоа се и вредностите кои што треба да ги красат сите луѓе и сите прави патриоти и македонци. Верувам дека Зоран е човек кој нема да изневери вашата доверба, бидејќи сум сигурен дека ќе добие довербата и дека ќе биде градоначалник на крајот од овој изборен процес. Ние денес нема да говориме за тоа што тој ќе прави, можеби Зоран ќе каже нешто во неговиот говор, бидејќи работиме интензивно на програмата. Еве утре имаме завршна сесија баш со мојот тим, бидејќи Зоран навистина сака да направи квалитетна програма која ќе ги задоволи вашите потреби. Ќе има тука доста проекти за нив во некоја следна прилика, но она што сакам да ви кажам дека ВМРО-ДПМН како партија застанува за овој човек, ја бара вашата поддршка и верувам дека ќе ја добие. На крај, би се заблагодарил повторно што ве гледам во волкав број, да му посакаме среќа на Зоран на изборите, не само среќа, туку и успех, поддршка и благодарност до членовите на советничката листа која што е предложена од ВМРО-ДПМН, бидејќи тие ќе бидат потпора за тоа што Зоран ќе го направи, и мислам дека на крајот ќе имаме една советничка листа, една администрација во општината која ќе работи за доброто на сите вас. Ви благодарам и поздрав за Зоран уште еднаш.